Ние постојано во текот на нашето работење и следење на судските постапки, кога е известно дека ќе настапи некоја оваква правна околност во рамки на постапките кои што се во тек, постојано алармираме дека има можност да застари, има можност некоја мерка да е несоодветна и слично. Значи, беше алармирано секако дека беше од страна на коалицијата, меѓутоа предметите, како што и сами знаете, се процес на менаџирање од страна на судот, значи нивниот тек, изведувањето на доказите, функционирањето на странките во постапката, така што сметам дека во овој конкретен предмет можеби непотребно време се изгуби на почетокот при инициирањето на предметот до отпочнување на истиот, до првото рочиште помина неколку месеци. Така што се изгуби некој, можеби сега веќе од овој аспекти драгоцен период во кој што можеше да тече предметот. По протекот на тие 6 години за овој обвинет, еве денес се соочуваме со оваа ситуација. Овдека гледам и друг проблем. Значи, специјалното тогаш јавно обвинителство, а сега обвинителството кое што нели ги наследи и ги работи овие предмети, тогаш обвинителството имаше практика да предлага огромен број на материјални докази. Значи, тие материјални докази некогаш се стотици и илјадници, само на неколку од рочиштата беа читани СМС пораки, транскрипти од пораките. Значи, физички е невозможно токав голем обем на доказен материјал да биде изведен за краток период. Сега, тоа се должи на доказите се предложени од страна на обвинителството, судот без исклучок ги прифаќа сите тие докази, дали можеби имало некои предмети во кои што некои докази се повторуваат, кај што не се секогаш клучни и врзани за предметот, така што можеби тука некаде може да се лоцира оваа неусогласеност, големиот обем на доказен материјал, со изведувањето на истиот, па тоа траеше прилично долго време, што, пак ќе кажам, денес го имаме овој исход. Прв предмет кој што мислам дека е известно за догледно време да застари е предметот за општина Центар. Впрочем, тој првиот предмет кој што беше отпочнат, истиот е во скратена постапка, предвидува и треба да бидат скратени рокови. До денес, да речеме, требаше да имаме некој исход за тој предмет по сите параметри и проценки од досегашното работење на Кривичниот суд.